Следејќи јасно поставена цел, веќе неколку години паралелно со преостанатите активности, одговорните од општината, но и локалните институции по државна капа, амбициозно спроведуваат своевидна културна мисија, збогатување на секојдневието и на животот на Кривопаланчани. А кога во нешто покрај визија, ќе се вложи доволно време и напор, резултатот не може да мине незабележен. Објективен е впечатокот дека изреката кај нас ништо не се случува, остана таму кај што е местото, во минатото. Покрај веќе вообичаените културни случувања и манифестации, кои станаа редовни во текот на целата година, летните сезони, како период кој природно носи нова енергија и оживување на градот, се посебно атрактивни. Во рамките на веќе традиционалната манифестација, Кривопаланечко културно лето, нашето мало место распространо на брегот на Крива река, последниве неколку години го заплискува и топол бран кој со себе носи уметност за сите вкусови. Па така, на крилјата на добрите одгласи од минатите изданија и оваа година на неколку сцени во градот продефилираа стотици уметници, а илјадници кривопаланчани и гости од страна уживаа во нивната игра, песна и глума, во пишањуот збор, сликите и во фотографиите. Потребно е подолго време и веројатно посебни емисии за сите представи, концерти, изложби, работилници и преостанати културни случувања кои летово им беа понудени на нашите сограѓани. На повеќето од нив веќе им посветивме должно внимание, па редо дојде и на манифестацијата која го заокружи Кривопаланечкото културно лето, а календарот сакаше годинава и буквално, символично да не внесе во есента. Погодувате, следуваат минути за веќе традиционалниот меѓународен театарски фестивал од нашиот град, кој го носи името на патрон светецот на Кривопаланка, Јоаким Осоговски. Септември годинава не пропушти да покаже заби. Токму во периодот со кој беше предвидено да владеат театарските музи Италија и Мелпомена, од 15 до 22. Температурите се спуштија, па големата сала во Националната установа Центар за култура и фестивалската програма нудеа топлина и за телото и за душата. Имено, поучени од минатите искуства, луѓето од организацијскиот одбор на манифестацијата за нејзиното четврто издание селектираа главно поведри представи. Комедиите пред паланчани ги изведува 8 професионални театри, 2 од земјава, 3 од Србија и по еден од Црнагора, Босна и Херцеговина и од Бугарија. Имињата на театарските групи, а посебно на актерите кои ги сочинуваат, годинава, според сите критериуми, донесоа растеж и ново ниво на фестивалот. Но да тргнеме од почетокот. Споменатото освежување проследено со лесен дожд беше единствениот неканат гостин на отворањето на фестивалот во саботата на 15 септември. Малку ја скрати и годинава специјално планираната свечаност по овој повод. Церемонијата почна со откривањето на државното, општинското и на фестивалското знаме, придружено со звуците на македонската химна. Времето не беше пречка неколку стотини кривопаланчани, но и гости со своето присуство да ја збогатат манифестацијата. Покусиот дел надвор, таа потоа се пресели во салата на Центарот за култура, каде што фестивалот за отворен го прогласи неговиот иницијатор, воедно и председател на организацијскиот одбор, градоначалникот на Кривопаланка Арсенчо Алексовски. Четвртото издание на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски испишуваме уште една страница од културниот растеж на Кривопаланка, која последниве години посветува посебно внимание на ненадмирливите културни вредности и нови културни проекти. Горсу, што за овие 4 години Кривопаланка се повеќе станува вистинска културна ризница, а меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски е веќе препознатлива манифестација во регионот, која ги освојува театарските дејци, што со задоволство се приклучуваат на нашата фестивалска слава. Секоја година освојуваме нови театарски простори, а годинава можеме да се попалиме со богата програма на културни представници и врвни професионалци од театарските куќи од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија и Македонија. Она што мислам дека како градоначалник успеав да го постигнам е тоа што веќе во мојот град театарот станува потреба. Луѓето го очекуваат, се интересираат за него и од година во година имаме посетеност и истата е се поголема. И посакувам топол и угоден прием на сите учесници и гости на овој фестивалско издание и го прогласувам четвртиот поред меѓународен театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски за отворен.
Следните негови од вечерта му припаднаа на годинашниот лауреат на фестивалот, македонскиот актер Петар Темелковски, кој воедно еден од неколкумината театарски работници, кои што заедно со домашниот организацијски одбор има удел во восстановувањето на манифестацијата. Темелковски ги има одиграно најзначајните и најголемите улоги од светската драматургија и со право еден од најнаградуваните актери на македонското глумиште. Пригоден говор за неговото дело и творештво одржа театарскиот критичар Трајче Кацаров, а Темелковски изведе дел од неговиот авторски проект Децата на сонцето. Одлани ги живее пензионерските денови, а и покрај тоа што ги има добиено сите можни награди и признанија на нашево поднебје, со особена чест и гордост ја прими плакетата на општината за придонес во македонската театарска уметност и култура од рацете на градоначалникот Алексовски. Јас сум верник и ги почитам сите светители, а посебно нашите светители кои биле големи испосници и на чија духовна аскеза, на чија духовни одрекувања и телесни одрекувања, а духовни богатства ние денеска ја градиме својата култура, својот карактер и својата иднина. И бидејќи во Крива Паланка имам настапувано повеќе години со моите монодрами Филип II и Децата на сонцето, и сум еден од луѓето кои бев учесник во духовното обликување на овој фестивал. Меѓу таа екипа што не покани градоначалникот господин Арсенчо Алексов, се осетив почестен што го добих ова признание, поготово што пред мене го добила една моја неповторлива и голема партнерка, колешката Милица Стојанова, која потекнува од тука. Значи, не е важно дали е градот голем или мал. Ние познаваме во светот двомилионски држави кои се најголеми и држави од 2 милиарди кои се помали од нив. Неизбежно, и ова фестивалско издание имаше најголема поддршка и најверен посетител во нашата Милица Стојанова, родена криопаланчанка, воен на македонскиот театар и филм, воедно лауреат на првото издание на фестивалот. Таа и овој пат од присутните го доби должното внимание и поздрав. Многу се радувам што гледам дека во квалитет расте фестивалот. Добива се поголеми стојности, публиката го крепи. Овој град, јас секогаш велев дека уште кога бев мала во школските приредби, граѓаните сите доаѓаа да ги гледаат тие наши приредби. Се сеќавам и гимназијата, колку многу ја негува драмската уметност, се надевам дека ќе продолжат и понатаму. Мислам дека овој град заслужува вакво едно културно растење. Не можев ни да си дозволам да не дојдам. Ја се радувам со сите мои сограѓани. По ова се беше подготвено за старт на годинашната фестивалска програма. Честа да го отвори репертуарот му припадна на културниот центар Акорд од Никшич, Црнагора, со представата Уморни. Час и половина нетипично енергичните црногорци ја забавуваа и до солзи ја насмеја криопалнечката публика со современата комедија на текст од Небојша Ромчевиќ, режирана од Светозар Бајовиќ. Токи Бајовиќ ги пренесе своите впечатоци од второто гостување во нашиот град. Sama činjenica da nastupamo prvi bila je za nas, da tako kažem, imperativna, tražila od nas da se maksimalno koncentrišemo i da se na najbolji način predstavimo vašoj publici. Ovo je, dakle, sa ovom predstavom četvrto međunarodno gostovanje. Osim igranja u Crnoj Gori, gostovali smo još i u Srbiji i Bosni, Hrvatskoj i, dakle, sada u Makedoniji. Svuda gdje smo došli, zaista smo sjajno primljeni i tako je bilo i ovdje. Mada ovdje to nismo ni sumnjali jer već smo tu gotovo domaćini. Dakle, ovo je već drugi put od 4 izdanja festivala smo tu, dakle da im zaista nije bilo teško da se prilagodimo. Prošle godine kad smo prvi put gostovali, bili smo ne malo impresionirani onim što smo vidjeli gore u manastirskom prostoru. To je zaista, slobodno mogu reći, jedan pravi mali raj na zemlji, mjesto gdje čovjek može da nađe mir, jako lijepo, grad je lijep, ljudi su izuzetno gostoljubivi, prijateljski nastrojeni kao što smo mi to naravno očekivali, jer smo mi prijateljski narod prije svega, tako da su utisci više nego savršeni. I voljeli bi, ako bi to bilo moguće, da svake godine budemo vaši dragi gosti. I sa zadovoljstvom ćemo uvijek prihvatiti poziv, ako nas naravno pozovete i ako zavrijedimo sa nekom našom predstavom da budemo gosti na vašem festivalu.
Меѓу двете воведни викенд фестивалски вечери поразговаравме со покровителот и иницијатор на Меѓународниот театарски фестивал, првиот човек на Криво Паланка Арсенчо Алексовски. Горте што театарската традиција заживува во нашиот град, како и на своите сограѓани кои со својот интерес придонесуваат за омасовување и зацврстување на темелите на манифестацијата. Ова е на вистина кронисување на богато културно лето што имавме. Мислам дека имавме еден многу убав почеток, многу убаво отварање на самиот театарски фестивал. Сакавме да му дадеме малку поголема свеченост, малку поголема тежина на целиот фестивал. Јас како градоначелник, како иницијатор на целата оваа работа сум многу задоволен. Впрочем сум задоволен и од посетеност и она што го реков дека од година во година кривопаланичката публика почнува да бива се повеќе присутна на фестивалот. Имавме огромна посетеност и за волја на вистината сите представи кои ќе бидат се многу интересни, многу убави представи, така да нашите сограѓани ќе можат да се запознаат со театарската уметност на Бугарија, Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора. Ги доведовме овдека тие театарски представи, тие театарски групи и ќе може на нашиот град, на нашите луѓе да ги интерпретираат своите театарски представи. Втората фестивалска вечер во Центарот за култура ги донесе 5 дами од Народниот театар Бора Станковиќ од Врања, Србија. Ја изведува представата Женски разговори од Душко Радовиќ, во режија на Нејбојша Дугалич. Вечно актуелните теми, светот и мажите, низ призмата на жените, во денеска се присутниот ТВ шоу формат извлече искрени насмевки од кривопаланчанки и по некоја резервирана од нивните сограѓани. За една од актерките, Радмила Ѓорѓевиќ, ова беше очекувано, а она што пријатно ја изненадило е нашиот град и неговите убавини. Откако smo došli danas u Krivu Palanku, sam onaj objekat manastirski tamo, bili smo opčinjeni, bez obzira što je padala kiša, sam taj ambijent nam je onako nekako ulepšao dan, bez obzira na ovo loše vreme, a onda i vaša publika, iznenadili smo se i da je puna sala, znači da vam je festival jako dobro posećen i ja vam želim još puno uspeha i nadalje. Se čustvujem malce Makedonka, moj tatko je Makedonec, tako i jas, ama poubavo se izrazujem na moj maternji jezik. Lepo je, mi smo danas malo kasno stigli, nismo imali puno vremena, ali ćemo sutra malo obići grad, ali jako je zanimljivo, podsjeća na naše Vranje malo onako u kotlini, tako da jako se prijatno osjećam. По отворањето и викенд двојната програма за која беа задолжени црногорците и гостинките од Србија, во понеделникот на 17 септември, на третата фестивалска вечер, се представи градскиот театар од Градишка, Босна и Херцеговина. На репертуарот беше современиот драмски текст "Не играј на англичаните" од младиот српски автор Владимир Ѓурѓевиќ во режија на Душко Лончев. Представата говори за тројца пријатели кои што ни животот минуваат по линија на помал отпор, навикнати се сите други да ги обвинуваат за своите проблеми, а на истите забораваат благодарение на пивото и спортското обложување. Секогаш се во игра и чекаат добитка која што ќе им го промени животот. Звучи познат, нели? Ovdje smo zaista dobro primljeni i večeras smo imali odličnu izvedbu naše predstave, publika je odlično reagovala, publika je razumjela, pretpostavljam da je razumjela jer mi smo se brinuli da li će razumjeti čitavu priču, ali razumjeli su. To je tekst jednog mladog beogradskog pisca Vladimira Đurđevića i mi smo radili tu predstavu, prošle godine smo imali premijeru, to je predstava od prošle godine i izuzetno nam je drago da smo došli na Makedoniju i ovo je prvi međunarodni festival sa našom predstavom. Igrali smo je po Bosni i Hercegovini, ali nismo igrali van BiH i ovo je prvi put da smo došli i prvi put smo svi u Makedoniji. Evo, ovdje je sjajno, mi smo jučer došli, vjerujte mi, za, evo, prosječno 24 sata se divno osjećamo ovdje i večeras smo još tu, tako da se nadam da ćemo večeras se divno provesti. Ljudi su super, hrana vam je super, piće još bolje,
tako da šteta da ne ostajemo duže, ali bit će prilike da dođemo ponovo u Krivu Palanku i sigurno i naši domaćini da dođu u Gradišku, da upoznaju naš grad i da se malo više družimo, da se više malo upoznajemo. Следуваше најверниот и најредовен гостин учесник на фестивалот, Народниот театар Невена Куканова од Дупница, Република Бугарија, кој овој пат криопаланчани ги почести со небесната комедија Господин Балкански. Оние кои одлучија вечерта во вторникот на 18 да ја минат во салата на Националната установа Центар за култура, со сигурност не зажалија. Театарот од градот збратимен со нашиот е дел од меѓународниот фестивал Свети Јоаким Осоговски од неговото востановување, па блискоста и посебната врска со криопаланечката публика можеше да се почувствува. Забележлива беше слободата и опуштеноста со која актерите играа од самиот почеток, но и топлиот прием на криопаланчани. Уште повеќе вечерта да биде незаборавна помогна и комедијата со која гостите ја збогатија програмата на годинешното издание на фестивалот. Делото Господин Балкански е драмски текст кој писателот Георги Данаилов го има создадено на основа на бројните пишувани и непишани приказни и преданија за легендарниот бугарски народен јунак Бај Гањо Балкански, или творба на имагинацијата на Алеко Константинов. За полесно да сватите зашто всушност станува збор, само ќе појасниме дека Бај Гањо за бугарите е она што е и трпео за македонци. Безвременски лик кој води потекло од минатото, олицетворува цел еден народ и се уште е жив во духот на денешниот човек. По час и половина урнебесна смеа со згодите и незгодите на Бај Гањо за делото, самиот лик, но и за импресиите од публиката и приемот во нашиот град, поразговаравме со директорот на Народниот театар Невена Куканова, воедно и дел од актерската екипа, Светослав Пеев. Ние много благодарим за поканата, първо. Защото особено тази година нивото, знаете що, да, е много високо. Научихме всички театри, които са идвали и ще идват, и сме много радостни за това, че сме в тази компания. Просто за нас е голяма чест, че сме за четвърти път тук. Нашия театър е народен. Театър за хората. И винаги тук, когато сме идвали, аз мисля, че хората са оценявали това, че нашия театър е театър на публика, театър, да кажем, някаква истина на хората. Точно театър на народа. И, как да ви кажа, тази вечер аз просто нямам думи. Реакцията на публиката в Крива Паланка беше уникална за нас. Ние много се радваме, че на всяко нещо най-малко, което се казва, което е толкова съвременно, публиката реагираше страхотно. Ние казваме ви съвсем сериозно, сме страшно благодарни за това. Второто полувреме на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски го начнаа препознатливи лица и имиња од српската театарска, телевизиска и филмска продукција. Предводени од добро познатиот актер со македонско потекло Иван Беќарев, членовите на уметничката работилница Призор од Белград на сцената во салата на Националната установа Центар за култура ја изведува комедијата Ловци на мирас. Криопаланчани имаа привилегија да минат уште една пријатна вечер со реномирана театарска група, да уживаат и сладко да се насмеат на урнебесната комедија по текст на Дружко Радович, а во режија на Раде Вукутич. Она што нам ни падна во очи е дека како одминуваа фестивалските денови, слободно место во салата на Центарот за култура се потешко се наоѓаше. Па може да се каже дека токму некаде на средината фестивалот ја доживеа кулминацијата според посетеност. Духовитата и комична приказна која што ја раскажаа белграѓани ги закова за седиштата околу 400-та криопаланчани кои одлучија вечерта да ја минат со ловците на мирас. И не зажалија, напротив. Актерите ја изведоа толку уверливо, што сигурно се обезбедија место во срцата на домакините, но и во идните изданија на фестивалот. Очекувано се издвојуваше играта на најискусниот, гевгеличанецот кој животот го однел во Србија, неповторливиот Иван Беќарев. Токму тој ја прими плакетата на градот од рацете на првиот човек на општината, Арсенчо Алексовски, а не издржа и по ова на публиката кратко и се обрати на македонски. Ја слабо се зборам по македонски, али поарно си лафам по гевгелиски, пошто татко и мајка ми се удиви Гевгелија. И пошто гевгелиски ви слабо разумете, ја ќе наставити на српском.
reći da sam veoma srećan kao i svi članovi naše ekipe da smo se našli na ovom vašem uglednom internacionalnom festivalu i nadam se da je ovo samo naš prvi susret i da ćemo se u buduće češće viđati. Prvi put smo, ja mislim, svi u Krivoj Palanci. Nadam se da će ostati kriva i do sledećeg našeg viđenja. Vidio sam čak i krivu reku u Krivoj Palanci, a valjda ćemo nešto da ispravimo umeđu vremenu. Ali u svakom slučaju, ovo je jedna divna plaketa i naći se u vitrini naše radionice, da tako kažem, našeg pozorišta. I posebno želim da iskažem sreću da sam u Makedoniji, gde su mi koreni, ja lično sad naravno govorim svoje ime, i gde uvek rado dolazim. Hvala vam mnogo. По долгиот аплауз и минутите кои актерската група подоцна мораше да ги одвои за поздравување и фотографирање со публиката, добивме прилика да поразговараме со уште едно препознатливо лице, младиот српски актер Срđan Karanović. И тој, како и Беќарев, задоволен од приемот, изрази надеж дека ова е само првата од многу идни средби. Ja inače volim da igram predstave van Beograda, volim da gostujem svuda, kako po Srbiji, tako i po regionu, jer taj susret sa nekom drugom publikom uvek od nas glumaca traži nešto novo, da damo još više i mislim da smo i večeras se tako pokazali i mi smo se osjećali jako dobro dok smo igrali predstavu i jako smo zadovoljni kako je publika na to reagovala, dobili smo taj feedback još na samom početku, tako da nas je to nekako nosilo do kraja i ja mogu da vam kažem da se sad osjećam jako dobro. Kao što je rekao kolega Bekjarev, mi smo sad došli prvi put, upoznali se, pa ćemo, nadamo se, videti se ponovo na ovakvom festivalu. На 6-тиот ден од годинашното издание на Меѓународниот театарски фестивал Свети Ваќа Мосоговски, конечно македонски изведувачи. Дојде редот на Народниот театар од Охрид, кој во четвртокот на 20 септември пред Кривопаланчани се представи со музичката комедија "Ајде да си речеме уште едно". Како што доликува, посебно овој пат домашната публика гостопримливо ја наполни салата во Националната установа Центар за култура во очекување на нова вечер во опуштена атмосфера и смеа. Представата во режија на Андреј Цветановски беше современа комедија со елементи на гротеска, која постмодернистички го проблематизира прашањето за народното творештво и го става во современ контекст. И се тоа раскажано низ актерска игра, но и голем број песни од неисцрпниот избор на македонското народно творештво, главно познати на публиката и сите испеани во живо. Како што рекла самите актери, авторското дело на Цветановски зборува за творештвото на еден народ кој секогаш представува богатство што треба да се чува и негува, покази доказ за цивилизацијата што се развива во еден регион, белег за одликите и навиките на еден народ. Реакцијата на публиката и изјавата на раководителот на театарот и главен лик во овој своевиден мюзикл потврдија дека задоволството од средбата според очекувањата беше обострано. Много ми е драго што една манифестација како ова заживеа многу убаво. Тој малку разговара дека четврта година е ова на овој фестивал и гледам дека напредува наистина многу добро. Оно што мене ме радува е ентузијазмот кој ние долги години се боревме, знае до едно на македонското публичко Ирица Стојанова, дека ние 20 години во Охрид се боревме да направиме театар. Сакам да ви кажам дека единствено упорноста и трпеливоста доведуваат до нештото што се вика свето место. За мене театарот е свето место, еднакво на црква, на религија, имајќи предвид дека тука се случуваат наистина многу нешта, еден флуи помеѓу вас, помеѓу нас. И сакам да ви се заблагодарам, сакам да ви посакам добро здравје на сите, добар живот и многу успех по ваков тип на манифестации за живење на Крива Паланка, по културно заживење. Предпоследната фестивалска вечер беше резервирана за најпознатата, најголемата, но и најтрагична љубов на сите времиња, онаа на Шекспировите Ромео и Јулија. Во текстот на Ефраим Тишон, малку подостарен, 50 годишни, блиски до денешните брачни двојки, но се едно свој. Беа главните јунеци во представата "Дали тоа беше птица", за сцената целосно подготвена од страна на Филип Маринковиќ, а уверливо интерпретирана од Српскиот народен театар Стерија од Вршац. Во представата еден од главните актери, Павле Петровиќ, имаше само убави зборови за фестивалот, градот и за манастирскиот комплекс. Prvo smo u tom manastiru i smešteni i predivno je, zaista. To, ja moram da se zahvalim još jednom domaćinima i
Krivoj Palanci, svima ovde koji su nas ugostili, koji su nas udomili, stvarno fenomenalno. Ja se nadam da ćemo ikada imati šanse da se odužimo bar upola ovoliko koliko ste vi nama pružili kada smo došli ovde. I jedna ogromna zahvalnost sada je od celog ansambla, ovo što ja sad govorim. Kriva Palanka je lepa jedna sredina, deluje mi mirno, deluje mi tiho, uopšte mi ne deluje bučno i mislim čak da bi ovde, to sam rekao prvi put kad sam došao, odnosno čim smo ušli unutra, kako sam video krajolik i ona brda predivna i sve ono kad smo skrenuli prema manastiru, rekao sam ovde bi mogao da živim, to je nekako za mene ideal. На крајот, иако претходно планирано на затворањето со своето присуство и актерската игра да не почестат првенците на Македонскиот драмски театар од Скопје со представата Последните македонци, поради технички потешкоти, гостувањето на звучните имени од домашната театарска сцена се покажа неизводливо, па организаторите мораа да ја променат официјалната фестивалска програма. По ова помалку иронично, но во духот на годинашната селекција комично, Меѓународниот театарски фестивал беше затворен со отворач за конзерви. Шегата настрана, токму ова отворач за конзерви беше името на пиесата со која пред Криопаланчани се представи Народниот театар од Штип, а по која и официјално беше спуштена завесата на четвртото издание на манифестацијата. Представата е дело на францускиот актер, режисер и писател Виктор Лани, а на сцената во Штип ја поставил гостина од режисерот Хрватска Стојан Матаву, кој воедно го направил изборот на сценографијата, костимите и на музика. Двете улоги во неа ги толкуваат штипските актери Миле Вратеовски и Владимир Тулиев. И покрај тоа што беше изнудено решение, представата се покажа како вистински погодок и ги воодушеви Криопаланчани, посебно со актерската умешност на двојката Вратеовски-Тулиев, кои покрај на многу сцени во нашата земја со отворач за конзерви гостували и во Романија, Албанија, Србија и во Хрватска. За Владимир Тулиев, ова беше враќање пред Криопаланечката публика. Не само за фестивалот, од порано кога сме идели во Крива Паланка, секогаш јас ги почитувам овие места кои што немаат свој професионален театар и секогаш убаво си поминувам. Тука би ги направил оспоредба и со другите градови во Источна Македонија кои што немаат свој професионален. Крива Паланка, мислам, едно убаво место каде што секогаш сме убаво пречекани и сега, и благодарност на фестивал што, иако не бевме планирани, така испадна за да влеземе, меѓутоа сепак не сакало нешто за да дојдеме пак. Тоа е Боже да може да доаѓаат што поразлични театри, да видат Кривопаланчани, да видат дека има и други театри, да друга енергија се носи, друго размислување кон театарот. Тулиев на крајот искажа надеж и желба во текот на 8-те фестивалски денови често слушаме, а со која сите гости на меѓународното театарско вклучување му посакаа уште многу издања и продолжување на квалитативниот раст. Ова пак да не биде оставено на случајот, ветија дека ќе се погрижат организаторите, во прв ред еден од главните иницијатори, градоначалникот на Криопаланка Сенчо Алексовски. Мислам дека имавме 8 убави театарски представи во нашиот град. Мислам дека театарот како фестивал и како се востанови во Крива Паланка, може да кажам дека сум горд како градоначалник затоа што установив една нова културна манифестација во Крива Паланка, четврта поред театарски меѓународен фестивал на општина Крива Паланка Свети Јоахим Осоговски. Мора да признаеме дека на почетокот можеби беше необично, може и публиката не знаеше, немаше толку многу, али од година во година се повеќе, мислам дека оваа година беше кулминација на целата таа работа. Имавме огромна посетеност, а и лицата на самите граѓани се гледаше дека има задоволство од самиот фестивал. Мислам дека нашите граѓани, нашата публика заслужува, ние ќе се потрудиме да сето ова да го збогатиме. Гледате дека оваа година имавме прекрасни представи, имавме глумци од типот на Иван Беќарев и уште ред други кои ни беа присутни. Сепак ги донесовме тука во Крива Паланка. Тие глумци кои нашите граѓани ги гледале на телевизија или за кои слушале, ги донесовме во Крива Паланка да направат представа за Кривопаланчани. Мислам дека тоа е една убава работа, мислам дека тоа е една работа со која повторно ќе кажам и јас како градоначалник и како човек кој ја востановив оваа манифестација се гордеам и ми представува посебно задоволство што од година во година се поголем интерес за самиот фестивал. Нашите сограѓани го очекуваат фестивал
и сметам дека ова ќе продолжи и мора да продолжи. Со тоа, по 8 фестивалски денови и исто толку театарски представи во саботата на 22 септември и официјално заврши годинашното издание на културно-уметничката манифестација, која четврта година на кривопаланчани им ја доближува драмската уметност. Веќе традиционалниот меѓународен театарски фестивал Свети Јоаким Осуовски заврши како што започна, со пригодна свеченост и мално впечатлив церемонијал, кој овој пат за разлика од отворањето подразбираше символично спуштање на фестивалското знаме заедно со бајраците на општината и на Република Македонија. Но тука не завршуваат заложбите на одговорните да им понудат култура на кривопаланчани. Меѓународниот фестивал Свети Јоаким Осуовски може би е мал, сличен на многу други од земјава, Балканот па и пошироко од Европа, но обстојува со голема љубов и нуди верба дека ќе издржи низ времето и ќе слави многу јубилеи. Несомнено е дека манифестацијата остави длабоки бразди во комплетната физиономија на кривопаланечката култура. Театарската игра на актерите од 5 земји и годинава покажа дека универзалниот јазик на уметноста ја има магичната гумичка со која најлесно се бришат границите и бариерите. Визијата за креирање театарска и култура за уживање во преостанатите уметности полека станува реалност, што посебно е важно за создавањето на сеопфатен културен идентитет на младите од нашата провинцијска општина. На сите оние кои поради нешто беа спречени да уживаат во последното издание на фестивалот, нашата телевизија ќе им излезе во пресред со тоа што во следните недели ќе понудиме интегрални снимки од сите представи. Со ова и Златен канал ќе се обиде да даде свој придонес и ќе го надогради овој за наши услови револуционерен културно-уметнички проект. Сепак во иднина гледајте да бидете дел од манифестациите на лицемерство, бидејќи верувајте, впечатокот е неспоредлив.